Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и ќе ги откриеме буквите У и Ф. Тоа ќе биде и целта на нашиот денешен час. Да ги препознаваме буквите У и Ф, да ги пронаоѓаме во зборови и во реченици и да се обидеме правилно да ги пишуваме буквите У и Ф. А како правилно се пишуваат буквите У и Ф? У и Ф. Почнуваме секако со пишување од озгора надолу. Еве за буквата У. Прво ја пишуваме од озгора надолу оваа закосена линија која што личи на јадица, а потоа другата коса линија од другата страна. А буква Ф најпрво ја пишуваме исправената линија од озгора надолу, а потоа една по една двете полукружни линии кои што се сосем исти. Буква У и буква Ф. Денес со овие две букви ќе се дружиме на малку невообичаен, волшебен начин. А тоа ќе го направиме преку играта на волшебното виножито Фуфу. Волшебното виножито Фуфу соопштило на глас дека сите оние кои сакаат да играат неговата волшебна игра ќе треба да преминат на другата страна, но поминувајќи под него. Но не било само тоа правило. Дозволено му било да помине само на оној кој во своето име има буква У или буква Ф или пак можеби двете букви. Ајде да откриеме кој посакал и успеал да помине, а кој не успеал. Еве ги играчите кои што сакаат да играат играта, малку необични играчи. Еве ги сега и нивните имиња. Ајде, ова глувче, фустан, кафес, фудбалер, фризерка, буре, кактус, фудбал, фен, ова е уста, маче, увце, уво, куфер, фабрика, фенер, фиока, фризби, уста. Еве интересен фазан, сеф и на крај, како играч се пријавил гулабот. Само еден од пријавените играчи нема ниту Ф, ниту У. Запри го видеото на следниот слајд и пронајди го оној кој не може да биде играч во денешната игра, а дури потоа продолжи натаму. Еве ги, барај кој во своето име од овие пријавени играчи нема ниту Ф, ниту У. Ајде да видиме кој ќе се забавува во играта на волшебното виножито Фуфу. Дали го најдовте на трапникот? Почнуваме. Куферот се обидел и поминал. Исто така и бурето. И кактусот поминал под волшебното виножито. Сефот исто така. И фризерката. И овој интересен шарен фазан поминал. Гулабот. Кафезот исто така. Фустанот успеал да помине. Фризбито поминало под виножитото. И оваа фиока. Глувчето поминало. Фенот. Уста. Фабрика, фудбалот поминал и фудбалерот исто така, ова увце, овој фенер, уздата поминала и на крај мачето не поминало. Што мислите, зошто? Зошто ова маче не успеало да помине? Затоа што во буквата, во името маче нема ниту Ф, ниту буква У. Меѓутоа има буква Ч, а тоа е една од следните букви што ќе откриваме, односно на еден од следните часови. Па се надеваме дека мачето ќе земе учество во една од игрите со буквата Ч. А сега дали си љубопитен каква игра следува од другата страна на виножитото? Дали можеби и ти сакаш да играш? Па зошто да не? Но најпрво, подготви го твојот прибор за работа, твојата тетрадка по македонски јазик и едно остро моливче како и секогаш. Започнува играта со обрачи.
И тоа не обични обрачи, туку со волшебна моќ. Секој кој ќе го земел правилниот обрач, ќе можел, ќе умел бесконечно да го врти, иако никогаш дотогаш не земал обрач во рака. Ајде да видиме кој ли ќе има среќа да добие волшебен обрач. Црвен обрач зема оној чие што име започнува на Ф. Жолт оној кој Ф ја има на средината на името, а со син ќе играат оние на кои името им завршува на буквата Ф. Ајде и ти помогни му на секој играч да си го пронајде вистинскиот обрач по боја. Почнуваме. Еве ги играчите преминати на другата страна и понудените обрачи. Еве ги нивните имиња за мало подсетување и мачето секако го нема. Фудбалер. Каков обрач треба да земе фудбалерот? Рековме буква Ф на почетокот црвен обрач, на средината жолт обрач и Ф на крајот син обрач. Секако фудбалерот зема црвен обрач. Каде е буквата Ф во сеф? На крајот и затоа оди во синиот обрач. А во кактус каде е буквата Ф? Кактус нема буква Ф и затоа нема да учествува во оваа игра. А кафес? На средина е буквата Ф. Жолт обрач. Фен. Повторно со црвен обрач. На почетокот. Гулап. Овој гулап нема Ф. Нема да ја игра играта со обрачи. Фризерка. Така е, на почетокот на зборот со црвен обрач. А фудбал? Повторно на почетокот на зборот е буквата Ф и игра со црвен обрач. А ова глувче интересно. Нема да ја игра играта со обрачите. Ова буре со обрачи околу него. Сепак нема да ја игра и тоа оваа игра. Фазан. Фазанот зема црвен обрач, бидејќи Ф е на почетокот на зборот, а уста и устата останува без обрач. Фустан. Повторно црвен обрач. Узда. И уздата ќе се придружи на глувчето. Фризби. Ф на почетокот, така е. Црвен обрач. Фиока. Каде е Ф во фиока? И фиока на почетокот со црвен обрач. Фабрика. Повторно со црвен. Куфер. Аха, овој куфер зема жолт обрач, Ф е на средината. Уво. Не следува обрач на увото. И последен играта е фенерот, кој што зема црвен обрач. Браво! Браво за вас, ученици! Сега, во твојата тетрадка по македонски јазик, запиши онолку букви Ф, колку што ќе пронајдеш во текстот што следува. Пишувај правилно и внимателно. Најпрво пишувај ја исправената линија од озгора надолу, а потоа две потполно еднакви полукружни линии од едната и од другата страна. Текстот е пред тебе и се вика Што сака Фифи. Фифи е мало девојченце кое многу сака да гледа цртани филмови. Најмногу обожава да го гледа филмот со Фифи Незаборавката. Фифи постојано носи фустанчиња со ликот на Фифи Незаборавката. И на незиното докторско куферче е залепена Фифи. Сега таа одлучи да нацрта фантастичен цртеж и да му го подари на незиниот другар Филип. Запри го видеото, барај ја буквата Ф и запамети го бројот на букви Ф. И доколку ги пронајде сите 18 букви, и доколку ги запиша сите 18 букви правилно во твојата тетрадка по македонски, повторно браво! Ова се играчите кои поминаа под виножитото, меѓутоа не добија волшебен обрач. Зошто? Затоа што немаа буква Ф во своето име. Но виножитото Фуфу има игра и за нив. Ја немаат Ф, но ја имаат буквата У. И овие играчи ќе добијат волшебна моќ, доколку во играта го изберат вистинското јаже за скокање. Па токму така се вика играта – необични јажиња. Слушнете ги правилата за оваа игра, бидејќи ќе ја играме заедно. Играчот кој во своето име има буква У на средината на зборот, си избира да скока со светлечко јаже.
А играчот кој има во своето име буква У на почетокот, избира јаже кое што не свети, но сепак има волшебна моќ. Не смеат да сгрешат бидејќи и јажињата како и обрачите се волшебни. Играчите ќе можат да скокаат толку високо, дури до звездите, без да се уморат. Но само доколку изберат вистинско јаже според правилата. Ајде да им помогнеме да не сгрешат. Ајде заедно да ја пронајдеме и да го одредиме местото на буквата У. Значи, светлечко јаже за У на средина и несветлечко јаже, односно обично јаже, но со волшебна моќ, доколку У е на почетокот на името. Еве ги игра, еве го првиот играч, а тоа е глушецот. Каде е буквата У во името на глушец? На средина. Глушецот скока високо до звездите со светлечко јаже. А во кактус, каде е У? Повторно на средина и повторно зема светлечко јаже малку поинакво од глувчето. Уста, каде е овде У? На почетокот го зима ова јаже што не свети, но сепак е необично и волшебно. А ова буре? И тоа скока со светлечко У на средина. Узда. Така е, У на почетокот, волшебно јаже, без светлина, но со волшебна моќ. И Увото зема исто такво јаже со волшебна моќ и за гулабот остана последното. Така е, светлечко јаже. А сега, повторно земи ја твојата тетрадка и во следните 3 реда, под буквата Ф, пишувај го името на волшебното виножито. Значи, името на волшебното виножито. А кој беше неговото име? Така е, Фуфу. А кои букви треба да ги знаеш за да го пишуваш ова име? Ф, У, Ф, У. Овде пишува Фуфу. Овој пат пишувај само со големи букви и оставај малку растојание помеѓу зборовите. Еве вака. Браво! И една активност за крај на овој час. Потребни ќе ти бидат и дрвените боички, подготви ги, а потоа продолжи. Нацрта едно празно облаче, еве вака како на сликата, или пак малку поголем облак, а во него нацртај еден од денешните наши играчи, кој во своето име ги имаше и двете букви, и Ф и У. Имаше ли таков играч? Ајде да се подсетиме. Еве мало подсетување за тоа кој се играа денес. Во чие име се наоѓаат и двете букви кои денес ги откривме. Погледни и одлучи. Така е, фустан, Ф и У. Фудбалер и Ф и У. Фудбал, Ф и У. И куфер. Ги има и двете букви. Значи, нацртај еден или пак можеби повеќе од овие играчи кои ти ќе избереш сам. И за домашна задача, играј ја играта Познај ме по описот со твоите домашни. Најпрво треба да нацрташ или да исечеш сликички кои што започнуваат на буква Ф или буква У. Значи започнуваат. Цртај едноставно или пронајди и исечи. Играта се игра со извлекување на една сликичка, но без да ја видат останатите играчи. Со неколку реченици се опишува сликата, а потоа следува погодување од страна на другите играчи. Извлекува и опишува оној кој ќе го погоди името на сликата. Значи следен оној кој ќе го погоди името на сликата, што се крие. Ако никој не погоди, повторно е истиот опишувач. Победник е оној кој собрал најголем број сликички. Среќно! А сосем на крај, слушнете за виножитко во убавата детска песничка Виножито. Најлесен начин да ја слушнеш е со скенирање на кодот кој го гледаш на сликата под виножитото со твојот мобилен телефон. Може да ти помогне и некој возрасен, ова е толку едноставно. Или пак впишување на линкот што го гледате подолу на сликата. До видување, до следното видување.